денеска во нашата редакција пристигна Љура Положани. Таа е раководителка на проектот, едно истражување што таа го спроведе заедно со нејзиниот тим се разбира на иницијатива на Отворено општество Западен Балкан. Се работеше за едно истражување кое ги испита мислењата, ставовите и сето она што е интерес на генерацијата Z, што е прилично интересна тема, ако се има предвид дека тоа е генерацијата на која можеме да сметаме дека таа е генерација во подем и можам да кажам дека практично иднината на државите кои се опфатени со ова истражување им припаѓа на припадниците на таа генерација. Ти благодарам што дојде во нашата редакција. Знам дека беше напорно, ти си овие денови на фреквенции на патувања чести и така, и заради веројатно приватни причини, но и заради промоција на проектот. Предпоставувам, но уште еднаш ти благодарам за тоа што пристигна во нашата редакција. Фала на вас и убаво што ве гледам пак. Ајде да почнеме со тоа, зошто беше битно да се спроведе едно вакво истражување? Што очекувавте? Зошто баш генерацијата Z и што беа очекувањата и дали се совпадна со она, ако имаше некакви очекувања, со она што ги даде резултатите од истражување? Значи има неколку причини зашто почнавме со ова истражување. Едно е тоа што вие го спомнавте, дека ова е нова генерација, мислам, млада генерација, тие ќе бидат новите или се гласачите, може би мислат во друг начин, може би не, тоа сакавме да видиме, но исто така сакавме да видиме дали можеме да ја ставиме генерацијата Z што живее во Западен Балкан во трендовите, глобалните трендови за генерацијата Z. Сега, мислам дека многу луѓе, сигурна сум, читале некоја колумна негде или The Guardian, Financial Times, имаше многу, што викат генерација Z се по вака, по така, значи некои разлики од другите генерации, па сакавме да видиме во Западен Балкан што се случува. Дали е ова генерација поразлична и дали можеме како снапшот, како една слика да фатиме од генерацијата, особено во темите на политичките и социјалните значи преокупации на генерацијата. Дали се уште гласат по исто мислење како поранешните генерации, што им е драго на нив, така што сакавме да видиме дали има разлика, која е таа разлика и каква е ова генерација. Едно додатно како интересна точка за која мислам дека е особено важно во контекстот на Балканот да се студира генерацијата е дека ова генерација се или родени или биле бебиња во текот на распадот на Југославија. Така што исто така ова е првата генерација што е стварно порасната во новите земји на Западен Балкан. Не знаеле друга земја. И затоа сакавме да видиме и дали има некоја разлика во тој смисол. Какви институции имаме ние што раснавме вакви млади не во лош смисол, но во смисол да го мериме пулсот. Да. Значи тоа е генерацијата од прилика која негде од 96-та, 7-та, 8-та можеби? 7-та, да. 7-та? До 2012. Да. И тоа е практично генерација, освен оваа карактеристика која е генерација која започна да расте и да зрее, надвор од она што беше порано Југославија, што е интересно, но е и генерација која расте во еден апсолутно дигитален свет, што е нешто што многу ја разликува од генерациите претходно. Но она што сега го пофатив додека го говоревте одговорот на ова прво прашање, е тоа што го спомнавте колку генерацијата во земјите од Западен Балкан, со сите карактеристики на генерацијата Z, е слична или различна со светот, со генерацијата која е во светот. Ајде тоа да ни го протолкувате. Па тука всушност видовме дека нема толку во некои теми има
работи што се многу слични. Например, поддршката за демократија, исто така е во Европа, кај е нашиот регион уште поголема од Европа, тоа е нешто убаво. Од друга страна, исто така се имат надеж, оптимистични се, но некои разлики што можеме да ги гледаме е дека во аспектот на политички верувања, например, во студиите во глобално ниво, едно интересно нешто е дека мажите се многу по-конзервативни и тоа повеќе од нивните родители. Жените се многу по-прогресивни и тие гласат за левичарски или зелени партии, а мажите гласат за десничарски или far-right партии. Така што сакавме да видиме дали и кај нас е тоа разлика во смисла на родовите, дали веруват различно. Во Балканот нема толку многу разлики во база на род, што беше многу интересно. Жените се малце потолерантни, но не значи дека има некоја голема процентуална разлика, повеќе од 3% нема. И тоа беше чудно, зашто очекувавме можеби едно следење, зашто сите се во интернет, едно следење на овие трендови, но не ја видовме во Балканот. Всушност гледаме еден, не знам, баланс, да викаме. Значи не се толку екстремни тврдувањата политички. Не се толку екстремни разликите меѓу. Интересно ми е што го кажете за тоа дека жените се по-прогресивни, свртени кон левите политики и така натаму, тоа се однесуваше на во светот и во Европа, а кај нас нема таква разлика. Кај нас не. Значи кај нас родот не е како да викам индикатор што дава разлика во овој случај. И тоа е баш интересно. И таа констатација се однесува на сите земји што беа опфатени во истражувањето, значи избориме Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и Македонија. Дали пропуштив? Да, тие се шеста. Тоа се тие. Да, мислам across the board, како што се вика на англиски. Тоа е случај во сите, но секако и во Балканот видовме дека има по-конзервативни верувања политички во тој смисол, но има како еден баланс во смислот дека има една преференца за strong governments, за силни институции и влади, а од друга страна има и преференција за демократија. Исто така кога прашувавме што би правиле доколку некоја влада зема повеќе моќ од тоа што е предвидено, 40% во Балканот викаа дека ќе би протестирале, во Косово тоа највисока, во Црна Гора најниска, во Црна Гора најголем процент 33, што беше повеќето од испитаниците од Црна Гора, викаа дека they wouldn't care, не би им било гајле. И тоа беше исто така нешто интересно, што не очекувавме да го најдем. Има и уште има многу интересни, јас за тоа ве поканив да го направиме ова интервју, затоа што се интересни, на некој место според мене се и малце контрадикторни и заради тоа сакам да го направиме ова интервју, бидејќи се такви, ама се интересни за анализа и баш тоа сакам да го направиме овој разговор. Например, на прашањето дали својата иднина ја гледаат во сопствената земја, интересни се податоците. Во Црна Гора и Албанија процентот на оние кои би останале во нивните земји е негде околу 70 или малку над 70% од испитаниците. Во Косово е интересно, таму е најголем процентот на оваа генерација, значи млади луѓе, негде од 25-6 години, кои велат дури до 74% дека иднината своја ја гледаат во Косово. А разликата во однос на Македонија и Босна и Херцеговина е 20% разлика, е сериозна разлика според мене, и таму значи може да се каже дека е половина од испитаниците ја гледаат иднината во својата земја, но другата половина или би заминала или не знаат што би одлучиле во таа смисла
А во Србија е негде околу 66%, ако се сеќавам точно на податок. Зошто е оваа разлика? Ајде да објасниме. Јас толкував да, например, дека заради тоа што Албанија и Црна Гора се поблиску до Европската Унија, па предпоставував дека заради тоа младите би сакале да останат, гледаат иднина во својата земја, ама ме побива процентот на Косово, кој не е уште во таа фаза, близко не е ни кандидат, а сепак значи има и случај од ова некој правило. Како вие го толкувате? Мислам, многу податоци се контрадикторни. Тоа е можда генерацијата Z е контрадикторна генерација можда. Но ова беше многу интересно всушност, зашто цело време слушаме дека младите сакат да заминуваат, па после ние гледаме од испитаниците дека не би сакале да заминат и ова беше неочекувано од наша страна. Во некои земји не би сакале. Во некои земји. Ама секаде над 50% тие што би сакале, мислам, да останат. Така што ова е позитивно, секако и бројката на луѓе што викаат дека не ја гледат и да е 10, тоа е голема бројка сепак, но мислам дека ова е поврзано со Европската Унија во смислата дека иако Косово, например, нема кандидатски статус, младите мислат дека во следните 10 години ќе бидат дел на Европската Унија. Значи, мислам дека е поврзано со тоа дека оние ја гледат нивната иднина во Косово или во Албанија, затоа што исто така ја гледат и Косово и Албанија како дел од Европската Унија. Значи, сепак е некоја генерација, како што има и заклучок во истражувањето, дека има надеж, надежна генерација. Да, во Македонија, например, нема толку надеж дека бројките, например, на кога мислите дека ќе бидеме дел од Европската Унија, бројките се многу пониски. Исто така во Боснија, исто така во Србија. Во Албанија и, например, во Црна Гора, што не зачуди, е дека во прашањето колку мислите дека е важно да бидете дел од Европската Унија, бројките се многу ниски. 30 и нешто процент плюс, значи под 50, а таа е земјата што е најблиску. И тука, кога имавме, зашто плюс од survey, од прашањата што го имавме исто така фокус груп дискусија. Да, таму се интересни кажувањата, И таму можевме малце повеќе да видиме што се случува со сите. Зашто стварно има контрадикции. И тука мислам дека и во Црна Гора фактот дека целиот процес на joining, на придружување на Европската Унија, толку е долг, што и младите што не го доживееле овој долг пат, се уште имат една како tiredness, како не можеме веќе со ова. Например, замореност. Замореност. Во смислата дека и во Боснија имаше некои што се многу млади и тука исто така, што се 16 до 18 години, викаат, многу е долг процесот, викам, кој вие сега само што почнавте со процесот, не е цел живот со овој процес, ама значи овој наративот на тоа дека стварно многу време сме во овој процес, има една како се доживува овој наратив и од младата генерација. Но има надеж, значи мислам дека надежда дека животот ќе се подобри е една од можда поглавните индикатори на тоа зошто сака да остануваат и секако тука се поврзува и Европската Унија, затоа што се мисли дека подобро ќе бидеме во Европската Унија. Исто така кога ќе ги прашувавме за Европската Унија, уште едно друг интересен факт во фокус груп дискусиите беше фактот што сите вика сакаме, ама по домашни реформи. Значи младите сакат да има домашни реформи. Не е дека мислат дека денеска треба веднаш да влеземе во Европската Унија. Па тоа мислам дури и логично, ако велат дека сакаат да останат во својата земја, тоа значи дека сакаат да живеат во средина која е средена, уредена, во која има реформите завршиле, има владење на правото, има доверба во институциите и така натаму, и тоа има некаква логика. И кога збориме сега за демократијата и политиката, пак до едно контрадикторно прашање. И вие веќе го спомнавте, но еве да го образложиме. Велат, веруваат во демократијата, сакаат да биде така во нивните земји, стандарди и така натаму, тие вредности, но не веруваат во политика. И сега тоа некој може да го рече, па окей, може да и нема некоја контрадикторност тоа, но
од политиките произлегува од оние што ги спроведуваат политиките, ако сакам да бидам попрецизен, зависи од тоа колку ќе биде степенот на демократијата висок или не. Вие што мислите? Има ли тука контрадикторност? Апсолутно. Да. Уште еден индикатор што беше многу зачудувачки во смислата дека 77,1% викаат дека не се заинтересирани на политика или многу малце заинтересирани. И ова како што викате вие, во смислата на сакаме демократија, ама не сме заинтересирани, како да не се совпаѓат како идеи. Но, од друга страна, голем процент исто така гласат или би гласале во следните избори. Тука мислам дека има неколку нивоа. Едно е дека кога ги правевме фокус груп дискусиите, видовме дека не е толку незаинтересираност, зашто знаат кој е премиер, знаат кои се политичарите, следат, но многу се disillusioned, значи изгубиле илузии на тоа што е политиката. Мислат дека елитите се корумпирани, дека не име гајле за младите во тој смисол, така што не ја гледат политиката како нешто што им прави нешто добро. Но од друга страна гласат, сака да гласат и мислам дека тука е една лимитација исто така од тоа како ја сваќаме демократија, така само гласање, а не како поголема и поредовна ангажираност, така што тука мислам дека се има една како неконгруедност во смислата на како мислат младите. Ова оди во прилог процентот кој вели 82,1% велат дека не се ниту политички активни, ниту членови на политичка партија. Да. Што е зачудувачки. Зачудувачки, ама ајде да речеме може да биде и очекувано заради тоа што се разочарани во политиката како таква, како пракса која секојдневно се соочуваат со неа. Но дали имаше одговори во смисла на тоа дали би биле активирани во некаков граѓански активизам, во нешто што може да биде алтернатива на политиката. Какви беа таму одговорите? Имаме едно прашање за тоа какви активности во какви политички активности имате присуствувано. 80% што е највисокиот процент за ова прашање на одговор на ова прашање е протест. Затоа фактот дека сака да би протестирало ако нешто се случува погрешно, спротивно, тогаш би протестирале и ова се поддржува од фактот дека повеќето тоа го гледаат како таа активноста што повеќе веќе ја спроведиле. Како граѓански активизам повеќе. А другите се многу малце процентуално. Значи во ново или волонтирање, такви активности или политички активности има многу малце. Има исто така што биле дел од политички кампањи, но сите овие проценти се многу ниски. Да. Затоа ли во истражувањето едно од поглавја вели дека станува дека генерацијата Z е постидеолошка генерација. Да, во смислата дека и тука имаме контрадикции. Прашувавме дали имат политички идеологија, дали имат, и во тоа прашање повеќето рекоа немат идеологија. Од тие 7% што имат, повеќето се по десно настроени, ама разликата е 3-4% со лево настроение. Па правевме после тест прашање на тоа што да видиме дали има идеологија. Значи имаме и десничарски верувања во смисла на идентитет, во смисла на силна семејство. Зачувување на традиционални вредности, Па после имаме многу левичарски прогресивни верувања како што е прашањето за повисоки такси. Даноци, извинете. Даноци во смислата дека генерацијата верува дека може би било окей со повисоки даноци, се додека тоа значи подобри services, подобри услуги, сервиси за граѓаните. Во смисла на доколку се враќаат пак за граѓаните. Образованието, здравството, затоа што и тоа што зборувавме малце порано, во смислата дека за оваа генерација многу е важна
таа околина, системите, институциите се важни, па затоа мислам дека би поддржиле по левичарски во овој смисол верување. Ама мислам од друга страна, ние во регионот не е дека имаме партии дека што се апсолутно десничарски или апсолутно леви. Сите вака понекогаш ќе има и јас се чудам. Така што мислам дека и ова произлегува и од тоа, дека немаме некој големо идеолошко распределење, повеќе политичко, партиски, така што мислам дека и за младите тоа исто така е што со владее, но исто така фактот дека толку се менува светот и толку се менува нашиот живот и политиката, што и јас понекогаш се прашувам дали овие идеологии всушност имат логика во денешниот свет. Дали имат некое пипливо нешто за младата генерација. Особено за младата генерација. Така што мислам затоа бев малце можда по болд, по храбра во ова големо тврдење на постидеологија, ама мислам дека треба можда да мислиме и по нашите вака формирани идеологии, што всушност можеме да научиме од животот на младите. Да, тоа беше една моја, и мислам дека го има во прашањата што го имам предвидено за ова интервју, дека можеби генерацијата Z ни праќа сигнали дека нашите на повозрастните, на оние што се, не знам, што се веќе влезени во некакви системи каде што одлучуваат, каде што креираат јавно мислење, дека можеби ние треба да размислиме дали треба да ги вкалупиме во она што значи наш некој вредносен систем. Можеби треба да прифатиме дека нешто треба да менуваме или дека доаѓа генерација која е контрадикторна, си го бара своето место и дека тие контрадикторности треба да ги прифатиме. Да, мислам дека така. Да, и едно од прашањето кое пак сме на темата контрадикторност, и веќе го спомнавме, мислам, традиционалните вредности, голем е процентот на оние кои се сметаат себе си за по-прогресивни од своите родители, но сепак го гледаат семејството како основна единица и заедница како во која сакаат да учествуваат, и традиционалните вредности. И сега тоа ми е мене, наречеме, јас ќе го кажам моето мислење, не знам, вие ќе кажете дали ќе се согласите или не, или ќе ми го протолкувате тоа, и баш кога зборуваме за една постидеолошка генерација, мене ми дојде терминот ретрогенерација, бидејќи не можев да спојам генерација Z која расте во една дигитално обкружување, прогресивна, која е многу различна, да сепак да чувствува сентимент некаков кон традиционалните вредности. Ова е, значи, неколку аспекти има тука и затоа и јас сум многу, како да викам, внимателна на толкувањето баш на овој индикатор, зашто мислам дека е важен. Еден е фактот дека за Gen Z семејството е многу важно. Во смислата дека, например, за мојата генерација, доколку ние би одлучиле каде кодат нашите пријатели, ке одиме и ние, за оваа генерација каде оди семејството. Значи, семејството е многу важен комјунити, заедница, затоа што тука мислам дека COVID имаше една голема разлика правеше, во смислата дека во една возраст, каде што или почна Gen Z гимназија или универзитет, во тие први години од дома научиле. Значи, во тие години кога ти правиш нова заедница, или во гимназија или во универзитет, таа заедница сепак беше семејството за нив, зашто од дома учеа. Така што мислам дека во еден момент клучен, таа поврзаноста со семејството, што може би доаѓа подоцна, за нив дојде порано. Исто така, тоа е, мислам, и една причина зашто не сака да заминат, не сака да ги пуштат нивните семејства и тесниот круг. Но, од друга страна, например, ја гледав дека не се толку во фокус групите, ке викаа, многу сме прогресивни,
прогресивни, препрогресивни. И после прашуваш што мислите за ова прашање или за тоа прашање, па гледаш дека не се толку прогресивни. Така што мислам дека можда има и друго толкување на тоа што е прогресивно. И мислам дека и тука the bar е смене, таа линијата што ние зашто мислам и нашата генерација очекуваше линијата секогаш да оди напред. И за следната генерација линијата ја гледаме таму, ама не значи дека линијата е таму, линијата е многу поблиска од тоа што можда сме мислиле, така што не е толку не е толку прогресивно. Да, очигледно е дека надворешните влијанија надворешните состојби околности учествуваат во креирањето на вакво мислење, затоа што ако живеете цело време под притисок на еден несигурен свет, небезбеден, како што и во последните децении, можам да кажам, нормално е да се свртувате кон она што е некаква заедница која ви нуди сигурност, а семејството е таква заедница. И додека ова говорите, ми падна на памет една книгата Беснило на Борислав Пекич, не знам дали црногорски писател или србин од Црна Гора, кој во таа книга се работи за една многу интересно. Како ми дојде таа идеја сега, апсолутно ја поврзувам со тоа. Книгата се вика Беснило и станува збор во два збора за избунување на епидемија на беснило на аеродромот Хитроу во Лондон. И во тој период од 15 дена додека трае изолацијата на аеродромот на Хитроу, каде што заради големината на аеродромот има, не знам, стотици илјади патници, распаѓањето на вредносниот систем оди до таму, значи се откажува за да се заштити од болеста, да не биде заразен од епидемијата, се откажува да речеме од пријателот, па потоа се откажува од девојката. Меѓутоа на крајот останува семејството како последно засолниште во кое тие се држат еден до друг и настојуваат да се заштитат, да го заштитат кругот на семејството од болеста која што ми се заканува. Чисто една дигресија. Да, ама има логика, апсолутно има логика и се поврзува со ова што збориме заканите кои влијаат од надвор, за да стигнеме до некаква логика на мислењето дека генерацијата Z е склона кон тоа да ги негува семејните вредности. Но едно друго прашање, можеби е слично на ова и одговорот, е прашањето на националниот и културниот идентитет. И таму велат дека се загрижени за тоа да го сочуваат, да го негуваат, да го афирмираат сопствениот национален идентитет. Тоа како се толкува? Тука, значи, кога почнував, идејата беше и со прашањето малце да видиме, да мериме национализам, али веќе не го толкувам прашањето само во тие со тој индикатор во наум, затоа што во фокус групите беше повеќе како патриотизам, значи особено во Црна Гора, мислам тие се најпатриоти од сите, во смислата ја гледаат Црна Гора како многу убава, како многу убава за посетување, за живење, но беше повеќе ова пак поврзаноста со семејството и со земјата е малце поинтимна во тој смисол, како заедници што се важни. И мислам дека и со се што се менува, пак ова идејата на барем нешто да останува стабилно. Плюс мислам дека и светот дошол кај нас во тој смисол. Не веќе можеме и во Скопје да купиме нешто од Германија. Не веќе дека треба да патуваш во Германија за да добиеш некоја не знам маичка или нешто така или нешто така што и мислам и нашите земји се поотворени од тоа што биле кога ние сме растеле во нив и мислам дека сега не сакам да кажам. Јасно, но нема што така беше, да. Но мислам дека и тоа има исто така еден како влијание во тоа дека земјите да се чува ова идејата на националниот и на сопствениот идентитет. Така што и тука мислам дека ова генерација е во неколку смисли. Сега извинете со македонски, долго време не сум зборувала. Супер. Но
имаат, значи, некои инстинкти што се поконзервативни и тоа треба да се гледа и да се наблюдува да уште повеќе. Но од друга страна мислам дека е генерација што е се уште млада и тоа не го кажувам како нешто понижувачки или лошо, но мислам дека се уште ги креираат нивните мислења, политички, социјални, сето тоа. И светот се менува толку брзо што мислам дека е исто така прва генерација што од претходните генерации нема како да учи, како да се справува со овие работи, зашто и ние не знаеме, и ние учиме. Така што стварно во тој смисол мислам дека сите податоци треба да се гледат и во тој контекст, на контекстот и на регионот, и на генерацијата кога се роди и како се роди, и на како оди глобалниот тренд, зашто сега сите сме во некој начин под влијание, понекогаш на еден твит од еден председател, и тоа креира, и ние не знаеме како да се справуваме со тоа. Јас како истражувачка многу често сега паузирам кога ќе гледам нешто, зашто не знам веќе дали да го толкувам тој факт со тие tools што ги имам, алатки, или треба да мислам нови алатки, зашто старите стварно не функционираат како функционираа порано. Така што во тој смисол, затоа сакам секогаш да ги ставам малце на перспектива овие податоци и да не ги земам веднаш со затоа што контекстот е исто така многу важен и понекогаш ми е жал во кој свет раста Gen Z па Gen Alpha, зашто е многу поразличен од нашиот во тој смисол. Так, да не зборам од нашиот. Да. Океј, уште една контрадикторност. Да. Заклучувате во истражувањето дека Z генерацијата е многу среќна. Да. И сега тоа, кога ќе го споредите со оние, не можам да се повикам на некоја, не знам, релевантна студија во овој момент, но обично кога пристигнуваат до нас најсреќни народи во светот или најобично се Финска, Данска, Норвешка, Скандинавија, не знам, тој тип на земји, а на дното се земјите од Балканот. И сега си викам, како сега оваа генерација е најсреќна генерација. И веројатно имате одговори и од истражувањето и од фокус групите каде што тие го објаснуваат тоа. Така, мислам, ова е од сите податоци, мислам дека најголемата контрадикторност е ова. Колку се среќни, а од друга страна колку има и фрустрации, колку се критични кон нивните системи. Не е дека не се, зашто понекогаш кога го кажувам овој податок, ќе викаат, зашто не знаат колку лошо е, па затоа се среќни. Не е дека не знаат, но некако нашле нив начин, можеби зашто младоста е така оптимистичка, па кога ги изимаме овие другите податоци, тие не се само со млади, тие се со генералната популација и тоа има влијание, но мислам дека јас во извештајот ова го поврзувам и со една теорија, што се вика теоријата на cruel optimism, на македонски би бил оптимизам, во тој смисол дека понекогаш кога сме многу оптимистични за една работа и мислиме дека ќе ја постигнеме таа работа и наместо да се мобилизираме работи да смениме, мислиме дека овој пат што не води кон таа идеја ќе не води таму, а всушност не правиме многу за тоа да биде така. И тој оптимизам што нас не прави да бидеме среќни дека ќе постигнеме, е тој оптимизам што не блокира од мобилизирање за да се смени тоа. И тука и после како резултат ништо нема да се смени, па тој оптимизам никогаш не биде постигнат во тој смисол или оптимистичката визија. Па тука јас многу малце се секирам, зашто што ќе се случи ако имаме толку оптимистични и среќни Gen Z-а, се очекуваат подобар живот, што ќе се случи ако тој живот не се подобрува и нема да станува подобар, и во тој смисол и тие не се ангажирани. Тогаш тука се креира една тенсија и мислам дека затоа е многу важно да се вклучат Gen Z во политичките и на социјалните системи, затоа што е многу важно тие да бидат дел од
промените за тој оптимизам да биде можда во некој начин постигнат. Зашто начинот како што е сега, каде оние гледаат дека има несовпаѓање во смислата на што сакат политичарите и што сакат тие, тогаш ќе се случи една тенсија што ќе биде многу ќе креира вакуум, зашто или конфликт, ама не би сакала ни да мислам дека тоа е, дека понекогаш овие позитивните како емоции дават една како кога паѓаат лошо во тој смисол. Така што ова е добра порака, тој оптимизам на генерацијата Z да најдеме начин да ја прелееме, да ја канализираме, да влезе во она што е некаков конвенционален, актуелен естаблишмент и некакво јавно мислење околу тоа прашање. Па можеби треба да направите се едно истражување кај овие другите возрастните, колку се подготвени да се отворат, иако тоа сме го разговарале многу, зборуваме за тоа да ги вклучиме младите, меѓутоа очигледно не се прави толку колку што. Или го правиме во наш начин. Ако ние сме навикнати на овој начин, ајде, состанок тука, па сите не сакат состаноци тука да дојдат, повеќе сакат други начини на ангажирање. Треба тие да ги гледаме кои се, за да можеме да ги вклучиме. Но една порака тука последна би била, оваа генерација што сака реформи, ако политичките партии во сите овие земји стварно се сериозни за реформи кон Европската Унија, ова е една генерација што би поддржала такви реформи, така што нема excuses. Нема оправдување, така. Да, нема оправдување, треба да се работи кон нив за таа иднина на Gen Z што ја мисли дека ќе биде убава. Да ни се оствари, да ни биде убава и за сите. На крајот само едно прашање кое можеби ми се наметна мене, не беше опфатено или не знам, ја немам детален пристап до истражувањето, но дали ако го земеме Балканот како некоја средина која постојано била некаква место каде што имало конфликт меѓу народите што живееле на Балканот, како генерацијата Зен гледа на ова? Дали е тоа генерацијата која може да ги надмине тие недоразбирања и да видиме во неа некоја генерација која тој оптимизам и таа среќа да ја прелеи на тој начин во она што е иднината на земјата без познатите стереотипи и конфликти за балканците? Мислам дека можат, во смислата дека имаме еден дел на студијата што е баш за регионалните прашања. Една работа е дека исто така кога ги прашавме што е Западен Балкан или кои земји се делат Западен Балкан, скоро никој не знаеше сите 6 да ги спомне во никоја земја. Така што мислам дека како резултат на фактот дека владите не работат толку добро заедно, исто така што се случило е дека младите исто така не ни патуваат, не зборуваат други јазици што не се блиску до нивните, така што регионално сме малце лимитирани. Албанците кои одат во Косово и можда во Македонија, косоварите кои одат во Албанија па можда во Македонија, можда и во Црна Гора, така што сите од Црна Гора кои одат во Србија и во Босна, ама не во Албанија например, така што има лингвистични бариери. Но што беше интересно во фокус групите, сите викаат дека сакат регионот да работи повеќе заедно, веруваат во transitional justice, значи мислат дека треба да има правда за тоа што се случило со распределбата на Југославија, распадот на Југославија, но едно интересно работа што се уште нажалост постои е дека младите од Србија и младите од Албанија има највеќе како да викам спротивставени затоа што во Србија можда зашто тие не ја гледат Косово како земја, како држава, вика ние имаме проблеми со Албанија. Значи никој не викаше со Косово, туку со Албанија. Албанија викаше дека ние имаме проблеми со Србија заради Косово. Така што тука мислам се уште постои еден голема дупка во смислата дека се уште не зборуваме за оваа тема. Во Србија се уште има вести дека
во домашниот сектор на вестите секогаш се зборува за Косово, например, Да, така што во односно за Косово и Метохија. Да, Косово и Метохија, така што во мислењето на младите, ако отвара телевизор секој ден, ќе мислат дека така е. Иако со интернетот малце лези тоа, толкување од нивна страна, ама сепак, ама се гледа дека тука се уште има работа да се надмине тоа, но има желба. Значи и во Србија, и во Косово, и во Албанија идејата беше сакаме да работиме заедно, не гледаме проблеми на тоа зошто да не, но transitional justice е потребно. Транзицијска правда, Да, за тоа да се случи. Така Ви што благодарам мислам дека многу. убаво. Да. Фала на вас. Ви благодарам многу на разговор. Фала на вас.